По 5 години од хеликоптерската несреќа кај Струмица денеска почна судењето во Струмичкиот основен суд. Предметот го води судиката Цона Каламерникова, а во случајот обвинете се Јулијана Спировска, тогашна директорка на јавното претпријатие Македонска радиодифузија, Драгослав Радевски и одговорното лице на јавното претпријатие. Според обвинението, тие ќе одговараат за тешки дела против општата сигурност. Обвинетите сметаат дека не се виновни и дека неосветлениот антенски столб на Македонската радиодифузија не е причина за хеликоптерската несреќа. И адвокатите на обвинетите велат дека е нејасно како хеликоптерот еднаш се обидел да слета, а откако не успеал, слетал на друго место оддалечено 1300 метри од местото на несреќата. Се замениле пилотите, а потоа според одбраната, заземен е погрешен курс на летање. Тие рекоа дека вината е во државните институции, како Агенцијата за воено воздухопловство, МНАВ и МВР. По почнувањето на денешната главна расправа, судењето за тешката хеликоптерска несреќа во која загинаа 4 пилоти на МВР продолжува в понеделник. Хеликоптерот на МВР се сруши на 10 јули 2014 година. Во несреќата загинаа искусните пилоти на МВР, Илјо Лопатички, Тоде Орешков, Маријан Трајковик и Драган Мицев. Тие биле на лет Скопје Велес, Неготино Валандово Струмица, Берово Делчево и користеле опрема за ноќно летање.